Еве, ова го купив за тебе, душо. Благодарам, многу. Не ми се налути, нели? Повторно малку се опуштив, но што да правам, се беше преубаво. Напротив, ке ти се налутам ако не се облечеш убаво. До мене сакам да видиш секогаш убаво облечена и негувана. Ја обожувам оваа твоја страна. Да ме ги видиш и другите страни, одма ќе ги обожуваш. Господине, дојде господја Нестрин. Нека не чека, нека влезе. Кога треба и јас те чекам. Зошто е господја Несрин посебна? Добре дојде, господјо Несрин. Добро ве најдов. Дали се познавате со Букет? Мило ми е. Итно треба да зборуваме со господин Мете. Простете. Повелете. Треба да излеземе за половина час, душо. Им ветивме ручек. Добро, Букет. Мете, пусат ке направи некаква глупост, пречи го. Младо момче, сега го ќе прави глупости. Зошто сме тука ние? Овој пат не е така. Тој многу настрада поради мене. Што се случи? Зија ме киднапираше мене за да го застрами пусат пред сите. Каде е сега Пусат? Не знам. Азиз, Туфан! Најдете го местото на нечестниот Зија. Во ред, господине. Веднаш, господине. И мајка ми и татко ми сакаат да те посетат. Не сега, Полат. Кога ќе бидам подобро тогаш. Како сакаш, душо? Од сега ние ќе се грижиме за нашата гостинка. Добро, душо. Ако се случи нешто, побарајме. И онака утре повторно ќе дојдам. Дали може да го побарам кога и да посакам? Секако. Ке ме повикате, а јас ќе го овозможам вашиот повик. Каде одиме, бата? Кај ме мати или кај тато Омер? Прво да го видиме ме мати. Бато Елиф ќе ме убие, само вика тато, тато. Пред да заспие да ја видиме Елиф, потоа ќе одиме во болница. Добро ли е ме мати? Супер е, бато. Почнал ли да оди дури? Само момент. Сопругот ги знае сите мои алергии. Прво да му се јавам и да го прашам. Секако. Покрај тоа би сакала да го прашам и нешто друго. Дали ќе ми дозволите? Секако. Турл, Полат ме затвори во болница, велики дека сум луда. Веднаш дојди земи ме од овде. Веднаш дојдете во соба број 605. Господе, господе.
прави некој аман? Што е, бато хусно? Има висока температура, госпоѓа Селви. Ама пред 2 минути беше добро. Сестро, подитно да му се даде инекција. Најверојатно телото дава отпор против нешто. Сега ќе има намали температурата. Не грижете се, госпоѓа Селви. Добре дојде, синко. Добро ве најдов, мамо. Мислејќи дека ќе дојдеш утрово, стана многу рано, затоа сега заспа. Дали ја виде Инџи, синко? Ја видов, тато. Состојбата е уште полоша. Ја сместив во психијатриска болница на една пријателка на Леила. Што вела докторите? Ќе ја оздраве ли, синко? Се надевам, мамо. Добро утро. Тато! На здравје, Керко. Кога дојде? Пред малку дојдов, Керко. Гладен ли си? Научив да правам омлет. Сакаш ли да ти сготвам? Аман, синко, ќе се случи нешто. Дојди заедно ќе правиме. Многу вкусно. Многу убаво. На здравие, татенце. Моја вредна Керко. Бато, хусно се јави. Седни, седни. Сакаш ли да јадеш? Керка ми готвеше. Сакаш ли чинија? Работата е сериозна. Бато ме мати на интензивна нега. Не е во добра состојба, бато. Веднаш ќе дојдам. Ќе се вратам. Добро. Докторе, Изјава една... Не можете тука да ја задржувате. документи лично господје Инџи ги Адвокатот подошол ќе адвокатот изјава ја за- информира. Госпоѓа Инџи не побара и кажа дека ја држите присилно. Тогаш ќе Сакам го да се види. побараме сопругот. Имате ли Тогаш изјава? госпоѓа Инџи самата може да го Ако побара. може една изјава, ќе Ве молам, спуштете ги камерите. Само момент, не можете да влезете. Ве Господјо, молам, ве една изјава, молам. само една изјава, ќе ве молам. Турул, извади ме од овде. Полат присилно ме затвори. Одиме, госпоѓа Инџи. Не можете вака да ја однесете господје Инџи. Господје Инџи. Ајде, луѓе, сликајте. Сликај. Како е ова непочитување? Како може да Чекајте, дозволиш луѓе. да снимаат? Како инаку Госпоѓа ќе ви Инџи, ве извлечат молам. од овде, Една господи Инџи? изјава. Вашиот Госпоѓа сопруг Инџи. е Пола Талемда. Сликај.
Ако може една изјава ќе ве Ви молам. благодарам, Само дечки, една од изјава, сега само ќе се една бориме изјава, во ќе ве патот на правдата. Легнете сите доле! Легнете доле! Господи, те молам да не му се случи нешто. Те молам. Што е, Абдулхи? Бато имал висока температура, реагирале да ја намалат. Ама тогаш му паднал и притисокот. Велат дека не е добро. Ме мати ке го изгубиме поради висока температура? Бато, те молам да не му се случи нешто. Нема да се случи и полека. Не се откажувај. Треба да бидеш сопруга на Мемати. Што се случи, бате? Твојот маж од секојаш сакал Балкани шеги. Си мисли дека те уплашил? Нека се освести, ќе му кажем јас. Ако уште еднаш направи вакво нешто, ќе се убијам. Полат ги убива сите околу мене. Веста направете ја според изјавата на господја Инчи. Господине, има сериозни сомнежи за менталното здравје на господја Инджи. Сега овој нечесник што ја грабна мајка ми и ме натера да го бацам во рака ќе ве части. Овде не се случи вакво нешто. Зија ве покани, дојдовте, се забавувавте, заминавте. Потоа не знаете што се случи. Утре вечер, Долина на волците.